Националниот ансамбл и годинава ја започнува концертната сезона со традиционалниот великденски концерт. Овој пат настан со програма посветена на музичките партитури од кореографскиот опус на прерано починатиот првенец на танец Милан Завков. Детали дознаваме од нашата гостинка. Велам добро утро за Бранка Костич-Марковиќ, уметничка раководителка на танец. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовте на секогаш ми е задоволство кога гостувам во вашата емисија. Некако стана традиционално да сме дел од утринската програма. Вие секогаш на нивото на задачата. Кога е танец во прашање, секогаш има минути. Бранка би сакала да поразговараме еве на самиот почеток за програмата која што ќе биде богата оваа година. Беломорски бисер на Мегдан, Охридски игри се само дел од кореографиите кои ќе ги видиме на сцената, заедно со вокално-инструменталните точки кои што секако се многу мал дел од целиот опус на Милан Завков. Па не беше лесно да се чествува еден навистина богат работен век на првенец на танец, кој за жал прерано почина, мислам 2 месеци дали има воопшто од како ја направивме комеморацијата и од како го испративме во вечноста. И знаете како, јас секогаш велам дека уметниците најдостоинствено се испраќаат со музика, така беше и на комеморацијата, немаш едноминутен молк, туку имаш едноминутна музика. И решивме дека овој прв концерт за отворање на сезоната е логично да му го посветиме на Милан Завков, но она што тој го остави за танец, специјално за танец. Знаете дека беше раководител долгогодишен на оркестарот, дека е автор, аранжер на многу музички обработки, па така на репертоарот оваа вечер на 10 април ќе се најдат 3 цели кореографии, зад музиката стои тој, а и вокално-инструментални точки кои што се фрагменти практично од други кореографии. Тука има Охридски игри и други. Мислам, гледачите, оние кои што ќе го посетат салонот на Македонската опера и балет, ќе уживаат во концертот како и секогаш. Танец има богата продукција, има над 90 кореографии, а секако сигнификантен дел од тоа има направено и Милан Завков, заедно со неговите колеги, со Симеон Чулев и Стојче Карамфилов, конкретно за оваа вечер. Кога станува збор за работата на сите нас кои што се занимаваме со јавна работа, емоциите секогаш треба да стојат пострана. Најважно е тоа што го работиме да стигне до целната публика. Тоа се однесува и за вас. Но оваа година, споменавте и вие, со многу поголема емотивна тежина го работите целиот овој концерт. Како изгледа пробите? Завков беше врвен уметник, но за многумина и многу близок пријател. И јас мислам дека најтешкиот момент доаѓа со концертот, бидејќи оркестарот, ансамблот танец прв пат ќе биде без Милан Завков на великденскиот концерт. Знаете дека ние во Скопје имаме неколку големи концерти, пред се тоа се великденскиот и новогодишниот, каде што неизоставно на сцената беше Милан Завков. На сите ќе им недостасува неговата насмевка, неговата харизма, неговиот музикалитет, виртуозност и така натаму. Сигурно им е тешко. Јас не сум ги прашала неговите колеги што се заедно на сцената да ја подготвуваат таа кореографија. Сигурно си приспомнуваат на мигови кога се создавале овие кореографии, на патувања низ светот, дома со овие точки. Сигурно емотивно, но знам дека тоа ќе биде, ќе го пренасочат во позитивна насока и ќе дадат дополнителна емоција во изведбата на овие творби. 10 април Национална опера и балет, имајќи предвид колку брзо се распродаваат концертите на танец, има ли се уште билети? Да, можеме да ги повикаме гледачите, дека се останати билети и мислам дека нема ниту едно лошо место во Македонската опера и балет. Таму од секаде се гледа танец многу убаво, дали ќе го гледате од една пониска перспектива или од озгора ќе ги гледате неговите спектакуларни формации во кореографиите. Има уште малку карти, сега почнуваат кај нас се е задоцнето, па почнуваат луѓето да се јавуваат интензивно каде ви се билетите. Малку сме хендикепирани што ние немаме нели концертна сала, не ги продаваме сами. Многу мал број билети ни се, односно само протоколарниот ред ни е за оние гости кои што мора да дојдат на танец. Ние сакаме да бидат во првите редови, вклучително и семејството на Завков, и Симон Трпчевски кој секогаш со пиетет го следи концертот и многу угледни наши граѓани кои што не пропуштаат концерт на танец. Другите карти
карти се во онлайн продажба, оние што беа во југото, имам сознание дека се распродадени, така што на купи карти на сервисот, односно нека го посетат нашиот Facebook профил, ќе видат таму линки, ќе можат да си купат билети. Сите концерти на Танец завршуваат со стоечки овации. Оваа година емотивниот момент ќе биде плюс, кој што до некаде ќе биде и товар на плеќи за уметниците кои го работат се во ова, но споминавме дека е всушност вовед во концертната приказна 2023. Што ве очекува оваа година? Можеме ли да најавиме нешто однапред? Може, секако. Ние испланиравме целата сезона. Знаете дека после пандемијата следуваше и финансиска криза и каква веќе не. Здодевно ми е да зборувам. Ние во Танец барем секогаш гледаме позитивно на работите, ги гледаме како предизвици, па така мислам дека нашата публика оваа година повторно нема да почувствува дека Танец има многу помал буџет отколку претходните години. Ние практично си зададовме задача да обмислиме еден проект, тоа е изворни минијатури, бидејќи знаеме дека публиката во Македонија не може да го гледа Танец во полната формација. Ретко кои градови имаат центри за култура што имаат поголем капацитет на салата и поголеми димензии на сцената. Така што изворни минијатури тоа се фрагменти од многу кореографии, од целата географска површина на Македонија, па и од етничка Македонија, да одиме низ сите градови. Лани бевме низ Западна Македонија главно, оваа година ќе ги посетиме повторно, неизоставно. Ќе настапиме и во Битола, и во Штип, во Охрид, на Илинденски денови, на нашите манифестации, денови на македонска музика, есенски музички свечености, Скопско лето, но и ќе одиме во Демирхисар, Македонски Брод, Крива Паланка, Неготино, Кочани и Прилеп, Тетово. Минатата година дадовме многу бав концерт, па тие не побара ова година да им гостуваме, така што ќе има богата сезона. Се уште сме во некои преговори за меѓународни патувања, но знаете што се случи во Турција, требаше Танец да оди на турнеја, можеби и ќе оди, но тоа е одложено, требаше да се случи во мај. Значи, нашите љубители ќе уживаат во концертите на Танец, низ неколку различни проекти. Повторно имаме фузии, нешто големо да најавиме, соработка со Македонската опера и балет, една фолклорно-класична симбиоза, симфонизирани фолклорни мотиви. Мислам дека ќе биде тоа интересно. Веќе ги навикнавме да очекуваат со Владко и Танец, проектот со некои други, и можам да кажам дека хорот на Танец е пред еден посебен предизвик. Вториот концерт е на деновите на македонска музика, кога ќе пеат византиска музика, македонско православно пеење во соработка со професор доктор Јане Коџабашија. 16 наши вокалисти прекрасни ќе прозвучат во еден манир што ќе покаже дека и црковната и фолклорната практика во Македонија се во тесна врска. И покрај негувањето на македонскиот музички и играорен фолклор, се чини не отстапувате од онаа најважна мисија да ги едуцирате децата и да им пренесувате што се имаме како богатство. Доколку го отворите Facebook профилот на Танец, ќе наидеме на многу фотографии од деца, што особено ме радува, кои што изминатиот период ја посетуваат установата и се запознаваат со сето она што Танец го има како багаж за себе низ годините. Како реагираат децата, Бранка? Да имаме просторен капацитет, тоа би било многу поредовна пракса. Ние и вака им излегуваме во пресрет, има голем интерес на многу училишта, но сме лимитирани низ тесните ходници на Танец, можат да се движат 20-30 дечиња. Како реагираат? Па тоа е, мислам дека двосмерно и нашите уметници се хранат од нивната енергија и деца впиваат кога ќе ги видат како изгледаат пробите на Танец, кога ќе почнат да раскажуваат после тоа, кога ќе видите низ социјалните мрежи како се шират тие фотографии од нивните родители, од нивните наставници, споделуваат импресии на децата што им се допаднало, па кога ние ги тераме да клекнат да видат како е да се изведе еден чекор од тешкото, па кога ќе испопаѓаат, па тоа е смеја, па ќе сватат дека е многу сериозна работа, од друга страна
многу весела и редовно тие посети завршуваат со македонско девојче и тоа е најголемата лекција дека уште од рани нозе знаат дека има изворен фолклор и дека има авторски композиции како што е впрочем македонско девојче, па се чудат, тие мислат дека е тоа најпознатата изворна македонска песна, што не е така, но сеедно тоа е доказ дека убавите мелодии живеат низ времето и дека сите ги сакаат. Колку и да не слушаат народна музика, има деца што никогаш немаат слушнато, нивните родители слушаат рок, класика, не знам што, но кај нив се раѓа љубов и ние гледаме перспектива во нив, дека ќе го продолжат знаењето за македонскиот фолклор и дека можеби ќе застанат на штиците заедно со игрочците на танец. Неколку пати во денешниот разговор споменавте да имаме простор, да имаме каде, да имаме можност, што повторно го отвара прашањето за тоа колку е сега веднаш и одма неопходен нов дом на танец. Некаде конкретна годината се сретнавме 2022 кога и студентите од архитектонскиот факултет ви излегоа во пресвет, па смислија идени решенија за да ја олеснат приказната. Се надевам оваа 2023 конечно ќе имаме убава вест на темата. Секогаш прашањето на средства, значи треба државата да ги даде тие пари. Знам дека се наоѓаме во криза, навистина навиваме да дојдат подобри времења, имаме проекти, има желба, има потреба, таа потреба постои 74 години, еве следната година танец е повторно пред еден голем јубилеј, 75 години постоење. Јас сакам да верувам, ако ништо друго, дека следната година барем ќе се удрат темелите, ако не и целиот објект. Мичурин е населба каде што просто населението веќе се буни зошто вработените на танец секој ден доаѓаат таму со автомобили, им го окупираат просторот, овие пак не може да стигнат на време на работа заради тоа, автобус не може да стигне до танец, не може на големо патување со куферите одат на улица да го чекаат автобусот и така некои проблеми, вака тривијални работи можеби за некого, но за нас многу важни и што е најважно да имаме своја концертна сцена, да им служиме на граѓаните, на сите добронамерници, туристи што ќе дојдат танец да може да го гледаат почесто. Го гледаме танец во моментов на видеоматеријали и наведум се апсолутно мотивирани, ништо не им недостасува, но тоа е само одраз на врвен уметник кој што дава се од себе и што и да недостига не покажува на сцената. Покрај дом, што друго им недостасува на вашите уметници? Што би ги мотивирало дополнително? Се чувствуваат ли како да се грижи државата за нив? Јас им се одушевувам на уметниците, бидејќи сум во танец пред 3 години. Секогаш сум ги гледала од оваа призма како што вие го гледате сега танец, секогаш сум се одушевувала и во моите емисии секогаш биле дел, но кога ќе влезете внатре, си велите како е можно во толку мал простор, во толку мала сала да вежбаат, да ги замислуваат своите формации како ќе изгледаат на голема сцена и кога ќе излезат со една проба да делуваат како да ги имаат најсовршените услови за работа. Значи, вистина се професионалци, вистина се под конец, што велиме, и облечени. Тие немаат, една жена се грижи за носиите, тие немаат гардеробер, немаат шминкер. Кога ќе ги видите, девојките се како да излезени од модна писта. Значи, вистина, навикнати се самите да се снаоѓаат, а би им било полесно да ги имаат ресурсите, да го имаат кадарот кој што ќе се грижи за нив, бидејќи играат во автентични носи, некои се стари по 1 век. Ние имаме сега од минатата година една комора, директорот се ангажираше да купи за да се чуваат оние носи од А категорија. Не сакам ни да помислам еден молец да се појави кај носиите, знаете каква штета би била тоа, не само за танец, за државата. Значи, многу работи, ние сме вистински рудник на материјално и нематеријално културно наследство. Сам она што го гледате на сцената е само еден сегмент од тоа што значи танец. И колку што е добро да зборуваме каква врвна уметност е танец, толку е неопходно и да зборуваме што се му е неопходно на танец, за да може да ја одржиме за генерациите. Ние сме екипирани со стручен кадар. Навистина, сакам да ги пофалам моите колеги, останатите раководители на хорот, на игрорниот кор, на оркестарот, директорот. Сите како прво го сакаме танец, ја сакаме работата и имаме визии за подобрување. Сите генерации нешто ставиле во танец и не ни е дозволено да тапкаме во место. Сите внесуваме дел од себе и од своето знаење и од современите текови. Го чуваме она највредното изворно, меѓутоа на друг начин некако ги осовременуваме, им даваме со мерка стилизации,
изворните ора, песни, свирки. Така што мислам дека танец е во одлична состојба по прашање на професионализмот. Веќе почнавме да издаваме, знаете, во минатата емисија збирки, седанем импровизации, сите го сакаат репертоарот на танец, сите културно-уметнички друштва го свират. Ние имаме и стеги снимки професионални и записи, да може тоа творештво веќе да не се надеваме дека ќе се пренесува така од уста на уста или од прераскажување, туку конкретно да имаме и документација. Нашите концерти се одлично снимени, тие се емитуваат на националниот сервис и тие снимки се некои од нив издадени како дискографски или DVD изданија. И не знам, се трудиме на секој можен начин танец да го прикажеме на современ начин и да привлекуваме и нова публика, а не да спиеме на улото дека танец секогаш има своја публика. Не, таа треба да се гради. Апсолутно. Благодарам, Бранка, за гостувањето во Македонија наутро. Ќе ги поканим уште еднаш гледачите кои што не успеале да набават билет да го стојат тоа што поскоро, за да уживаат едноставно. Само 600 денари. Навистина, знаете колку се цените на билетите, како е, сите цени се покачени, но за 600 денари вие добивате врвно задоволство и како што кажуваат нашите посетители, си одат дома полни енергија. Тоа што ни е неопходно, во ова брзо и стресно живење, убава уметност. Благодарам многу, Бранка, за гостувањето во Македонија. Благодарам и вам.